Вработени во општините, градоначалниците, нивните надредени и на крај со параф од албанското министерство за надворешни. Ова е ланецот на корупција со што се создава вештачко бугарско малцинство во Албанија со Амин од тамошната бугарска амбасада. Ова го сведочи председателот на македонската партија во Албанија Васил Стериоски по апсењето на општинските службеници кои незаконски давале документи за бугарско потекло. Поради последните случувања, Стериоски е уверен дека ниту резултатите од пописот во Албанија се реални, бидејќи помина со директно мешање на Бугарија и со низа проблеми. Злопотреба службена должност, значи немаат ингеренција градоначалник да те направи што си. Значи нема таква ингеренција во Албанија во никоја законска основа, нема значи таква законска регулатива да градоначалник да те направи и што си, дали си бугарин или македонец или друга националност, значи нема таква ингеренција. Плюс и корупција, значи тие го прекршуваат законот за пари, значи чисто за корупција и плюс државата што не реагираше бидејќи ова се мирни луѓе, значи сепак се они се локални функционери на партијата, на националистичка партија на Еди Рама. Значи и тоа затоа најмногу не реагираат пред се. Тој појаснува дека од декември 2021 во сите општини широм Албанија со урнеци создадени во бугарската амбасада на голема од општините во Албанија се продаваат документи, а албанските власти молчат. Стериоски потсети дека дури министерката за надворешни на Албанија Олта Џачка при посетата на Македонија во март годинава негираше дека постои корупција и создавање на вештачка нација во Албанија. Властите во Албанија, иако се запознаени со ситуацијата, изреагираа откако телевизијата Топ Ченел обелодени дека само во Острени се извадени повеќе од 1000 лажни документи. Од македонската партија бараат истрагата да се прошири во цела Албанија, бидејќи како што велат, самите урнеци ги припрема бугарска амбасада, а градоначалниците во Албанија како алва ги продаваат документите со бугарско потекло. Тие многу пати досега реагирале кај сите надлежни во Албанија, но попусто. Македонска алијанса за европска интеграција пред пописот и за време на пописот постојано посочуваше за притисокот од страна на посредувачите на бугарските пасоши, бугарската амбасада и екстремистичките групи од Бугарија. Сторијата на новинарите од Албанија покажа дека бугарските власти што дејствуваа во Албанија се поддржани од локални албански функционери, се со цел на пописот да извадат бројка на бугари.